Дали европската перспектива е само една илузија или можеби е шанса за младите кои што сакаат да градат своја кариера? И зошто младинските политики остануваат само на хартија и каде заглавува нивната примена? Македонија е држава која што и tekako има доста со што да се пофали кога зборуваме на темата млади. Меѓутоа, многу повеќе ќе дознаеме од нашите денешни соговорници Методија и Нина, кои што се впрочем дел од Младински сојуз Крушево, организација која што целосно е фокусирана на прашања кои што ги тангираат младите и се обидуваат на некој начин да допринесат за она што младите го сакаат да го постигнат, но и она што можат. Младински сојуз од Крушево има долга традиција зад себе, особено во организирање на едни од најсуштинските теми кои што се целосно фокусирани на млади. Методија, ќе почнеме со вас. Ти благодарам, Сунаи. Значи, убаво не представи, убаво не најави. Ние сме организација која што е водена од повозрасни, меѓутоа е фокусирана на млади луѓе. Согласно нашиот закон за младинско учество, се делат организациите на младински организации, каде што во 2/3 од управниот одбор се младите луѓе, и организации за млади, каде што повеќе во управниот одбор доминираат луѓето над 29 години, што е случај во Младински сојуз. Организацијата постои од 1999 година, значи скоро 27 години сега во јули. Така да точно посветени сме на младите, на едукацијата, европската иднина и интеграцијата во сите тие евроатлански структури. Дали, многу ти е добро прашањето, дали младите се едуцираат за тука да градат своја иднина и кариера и да го европеизираме нашето општество, или па на некој начин се подготвуваат за да си одат. Програмата, например, Erasmus Plus на Европска Унија, која што е една многу добра програма и им има дадено една палета на можности на младите луѓе, не само од нашата земја, од регионот, туку и од цела Европа, да го истражат континентот и не само континентот, да го истражат целиот свет, да стекнат нови знаења и да можат тие да ги применат во општествата, затоа што младите луѓе треба да, едукацијата на младите луѓе треба да ја гледаме во инвестиција во едно општество, така да кога тие луѓе инвестираме во нив, им даваме можност да се едуцираат, да појдат да видат каде негде на друго место некој поинаку настапува и тоа да се обидеме да го примениме тука, тогаш тие за неколку години би биле носители на одлуки и ние ќе имаме подобри политики во општеството. Применливи. Меѓутоа, многу често се случува да тие млади луѓе ќе одат, ќе видат како негде на друго место, не само во Западна Европа, туку и низ целиот свет, се спроведуваат некакви политики и кога ќе дојдат тука, ако тоа им е неприменливо, ако ние не им дадеме доволно простор да тоа што го виделе таму, го стекнале како знаење, да може да го имплементираат тука, прво доаѓа до разочарување кај нив, а потоа и доаѓа до мотивација за минување. Така да мислам дека тие младински активисти, младински лидери кои што инвестираат во себе, а и програмите на Европска Унија интегрираат во нив, треба да бидат препознаени од нашето општество, од донесителите на одлуки и интегрирани во нашиот систем, како би го подготвиле нашето општество за понатаму за една, да кажем, поперспективна иднина. Меѓутоа, Нина ја имате во вашата организација. Нина, слушајќи го Методија, можеме некако да конкретизираме дека добри сме на полето на тоа како младите ја гледаат визијата за државата, меѓутоа искуствено од твоја страна, кога зборуваме за овие европски перспективи, дали тие навистина отвараат простор за младите да влијаат врз креирањето на политиките или можеби само се гледате како декор при креирање на тие политики? Дали имате еднакво учество во тие политики?
Па би сакала прво да се согласам дека апсолутно младите повизионерски, поевропски ја гледаат државата, затоа што тие секогаш носат една нова енергија и нова перспектива која што сегашните, да кажем, релевантни чинители маца имаат стагнирано. Меѓутоа, вака поставениот процес, процесот на евроинтеграција, би кажала дека самиот по себе не доволно ги вклучува младите, меѓутоа тука не ја гледам вината во европската перспектива и во европските институции, туку повеќе ја гледам во домашните институции кои што ги предводат овие процеси, затоа што од една страна тие кои што ги предводат процесите постојано тврдат дека нашата држава нема доволно капацитети, дека нема доволно човечки капитал, дека нема доволно експертиза за одредени работи, меѓутоа од друга страна пак постојано се градат капацитети меѓу младите и како што каже Методија, апсолутно нашиот, особено нашиот регион, меѓутоа Македонија располага со сериозни младински капацитети, односно млади лидери кои што се подготвени да станат дел од тие процеси и би се надоврзала дека апсолутно треба да бидат и препознаени од државата, меѓутоа и вклучени, односно да се гледаат како партнер кој што може да дополнително да ги зајакне, забрза евроинтегративните процеси и на некој начин да донесе некоја нова, посвежа визионерска перспектива. Методија токму на следното прашање веќе Нина ми одговори на што сакам да го поставам како прашање. Ние во суштина имаме одлични, би рекол, документи кои што се директно поврзани со млади, имаме закон за младинско учество, имаме национална стратегија, меѓутоа повторно велам само имаме. Од ваша перспектива, дали тој систем во Македонија свесно ги оттурнува младите од вистинското носење на одлуки кои што можат да допринесат за сите нас и дали она што повозрасните го нарекуваат младинска апатија всушност е само одбранбен механизам и бојкот од страна на младите, кога веќе ќе го имаме целовој контекст за кој зборува и Нина. Да, вие го дадовте и одговорот на некој начин во самото прашање. Значи, ние имаме убави правни акти донесено, каде што е дефинирано младинскиот активизам и младинското вклучување. Меѓутоа, од друга страна, малку поинаку изгледа во практика. Не би рекол дека се работи за некој свесен заговор, дека некој свесно повлекува некакви потези за да ги оттурни младите од активното вклучување. Едноставно, тромоста на системот и немањето на политичка волја за нивно вклучување ја прави моменталната ситуација. Пример ќе земам, ние имаме одлична, можеби, младинска стратегија, меѓутоа каскаме кај имплементациониот план, а посебно кај буџетот, затоа што младинската стратегија без добар имплементационен план, а посебно без буџет обезбеден од сите институции кои што би требало да работат на имплементација на младинската стратегија, тоа е само уште еден документ што ќе го ставиме негде на полица и ќе кажеме да, направено и тоа. Меѓутоа никој не се вратил назад и да измери, еве ние имаме од 2005 година наваму младинска стратегија која што се обновува, мислам дека на секои 4 години. Никој не измерил во колкав процент е имплементирана таа младинска стратегија. Колку била претходната успешна. Туку тоа се става негде на страна, ајде почнуваме од ново, креираме нова стратегија и не гледаме што од претходната се исполнило и не се исполнило и колку таа била успешна. Вака поставените работи едноставно предизвикуваат една одбранбена реакција кај младите кои што не сакаат повеќе да бидат декор, да седат на масата или да ги полнат салите негде на некоја презентација и само да кажат да, тука сме, ве присутни сме. Едноставно ја имаат изгубено довербата во системот, дури ја имаат изгубено и довербата и во невладените организации. Дури и ние се соочуваме со проблеми во секојдневната работа како да се доближиме до младите луѓе. И се бараме некои иновативни начини како да им се доближиме и како да ги инволвираме во работата. Каде е тука проблемот? Прашањата кои што можеби се застарени или можеби немањето можност да она што ги имате испланирано да го имплементирате?
Не, туку едноставно не веруваат дека со било каква вклученост може да предизвикаат било каква промена. И тоа е кај нив една одборамбена реакција, се јавува кај нив и кажуваат, окей, ние што дека ќе дојдеме, што дека ќе направиме препораки или било каков друг документ, кога тоа никој нема да го слуша. Или што дека вие конкретно во последно време работиме на еден проект каде што сакаме да направиме една пилот алатка во 3 општини со вештачка интелигенција, да можат општините да споделат нивни податоци, да ја наполниме со доволно информации таа алатка за вештачка интелигенција, меѓутоа младите да можат лесно да дојдат до податоци што им се ними потребни, што нивната општина работи конкретно за млади луѓе или било кои податоци да ги добијат што треба да бидат јавно достапни од општината. И тие викаат, па што дека тоа ќе го направите, општината нема да споделува документи, нема да споделува податоци, таа алатка нема да работи и не веруваат дека тоа би можело да биде еден чекор за нешто да направиме корисно што ќе им го дадеме на користење на сите 81, мислам дека општина се во државава, да го користат и да можат да направат една алатка за информирање на граѓаните, корисна алатка за информирање на сите граѓани, не само на младите луѓе. Нина, ако е ваква состојбата како што зборува Методија, дека не веруваат младите, би се согласил затоа што имало ситуации кога јас сум работел со невладините организации кога одредени документи кои што се не ги подготвувале завршиле во ФИОК. Меѓутоа навистина ли еве од денешна перспектива не веруваат повеќе ниту во невладиниот сектор ниту во системот кој што меѓу другото е клучниот кој што треба да ги имплементира одредени политики кои што ќе бидат истражувани, анализирани и на некој начин сервирани за да се подобри и младинското учество и младинското информирање, бидејќи ако младиот човек па и не е информиран за одредени политики, како да ги искористи тие бенефити, можеби навистина ќе дојдеме до таа ситуација за која што зборува и Методија. Да, би сакала да се согласам дека младите за жал се помалку и помалку имаат доверба во системот. Зошто? Затоа што сметаат дека прво системот не е нивни, а второ системот не е отворен за нив. Односно, сите процеси се случуваат без нив, без тие да бидат на масата, сите одлуки се носат без тие да бидат прашани, консултирани и слично. И кога ова веќе трае повеќе години, едноставно младите се велат, нели на класичната младенска апатија, не дека тие не сакаат да се вклучат, туку едноставно не гледаат поента. Како што каже Методија, едноставно кога младиот човек ќе види дека сите напори кои што ќе ги направи за нешто да се промени или за да го каже својот глас, за да биде гласа не ехо во својот град, во својата општина, и кога ќе види дека сето тоа не функционира и дека неговиот глас не стигнува онаму каде што треба или стигнува и едноставно не се зема предвид, тој се вели нема зошто да се веќе да се грижам и да вклучувам напори кога едноставно не сум релевантен човек. И затоа младите се повеќе и повеќе едноставно не веруваат во механизмите, а зошто не веруваат? Затоа што во поголемиот дел од општини механизмите не постојат. Законот за младинско учество апсолутно предвидува одредена рамка на механизми кои што треба да постојат и да ги гарантира секоја, зборам сега за локалното учество, секоја општина, а веќе на националното ниво е сосема поинакво. Меѓутоа, од сите тие механизми, како што се локалните младински совети, младинските центри, стратегии, буџет кој што е предвиден, апсолутно многу се ретки општините кои што прават некакви напори. Сега, дури каде што се прават напори, тоа целиот процес трае многу долго и одзема многу капацитети за општината и затоа општините велат дека и онака имаме премногу работа, премалку ресурси и не треба уште една обврска плюс, односно побитно да се фокусираме на другите работи. И затоа дури кога разговараме со нив велиме дека потребни се механизми за младинско учество за да ги ангажирате младите, дури во помалите места каде што едва и 100 млади се останати, сакаат да се вклучате ги на било каков начин. И тие велат, веќе има механизми за инфраструктура за младите и велат, ние им направивме патишта, им направивме училиште и такви работи, сето тоа е во ред, меѓутоа мислам дека тоа ниво како држава веќе го имаме сосема
постигнато и надминато, што значи дека треба да одиме веќе чекор понапред и да ги вклучиме младите на многу посуштествен начин. Така што а од друга страна на прашањето дали младите веруваат во граѓанскиот сектор, од нашето искуство, бидејќи секојдневно работиме со млади, би рекла дека младите не го гледаат спасот, меѓутоа го гледаат граѓанскиот сектор како еден механизам за да го кажат тоа што го мислат и за да се остварат себе си на едно позначително ниво. Така што тие се вклучуваат и токму ги користат и европските програми, и алатките кои што ги подготвуваме и се, чисто за да може да го кажат тоа што го мислат и да направат барем нешто надвор од нели она што има како граѓанска обврска. Така што генерално моето мислење за младинското учество на локално ниво е дека апсолутно треба да се зголемат напорите и од општините, меѓутоа и онаму каде што има напори и интерес од страна на општините да се активираат и младите. Бидејќи многу е лесно нели да се стави прстот кон институциите, да се каже дека тие немаат отвореност и немаат интерес, меѓутоа треба некогаш да бидеме самокритични и да кажеме дека и младите треба повеќе да си го побараат своето место, затоа што никој нема да им го даде туку така. Добро, меѓутоа кога се опрашање младите и нивната жилба за да влезат во тој процес, веднаш доаѓа на состојба каде што има млади кои што не сакат да бидат поврзани со партиска политика, можеби заради тоа, бидејќи се чисто фокусирани кон тоа да допринесат во општеството, но не сакаат да бидат етикетирани, што можеби и тоа е една од причините. Методија ја начна Erasmus Plus програмата навистина е добра, ако ништо друго, барем за нетворкинг кој што може да се направи и да се искористи за понатаму на локално ниво, каква е состојбата, бидејќи имаме ние локални младински совети и таму имаме одредени процеси кои што ги одвраќаат младите да учествуваат заради принципот на кој што се прави изборот на млади кои што треба да бидат дел од тој совет. Можем да кажем слободно дека на некој начин се партизира, што е исто така лошо. Тоа младинско тело треба да навистина да биде вклучена таа таргет група која што ќе придонесе за ги познава во суштина прашањата на младите, проблемите и да најде начин и можеби тука системот е тој кој што треба да биде поактивен, не невладиниот сектор, кога ги мериме одговорностите. Сунај, според мене, значи, вака, креирањето на политики не е ексклузивитет само на политичките партии. Значи, може да учествуваат младите во креирање на политики на многу други начини. Ние, како граѓански организации, исто така учествуваме во креирањето на политики. Така да, ако некои или неформални групи, не само организираните млади во формални здруженија, како невладини организации можат да учествуваат во креирање на политики. Туку и неформални групи исто така можат да учествуваат во креирање на политики. Меѓутоа, тука би поставил два проблеми на кои што можеби во иднина треба да работиме. Првиот проблем е недоволната едуцираност на самата јавна администрација, што се младински политики, зашто тие можат да бидат и tekako корисни во локалната микросредина, почнувајќи од некоја локална, значи според организираноста на нашите општини, од некоја месна заедница па до општината и регионот и така натаму, зашто тие можат да бидат корисни. Не би рекол дека бенефитите од Erasmus Plus се така некакви, туку навистина се значителни и навистина младите кои што учествуваат низ тие активности се враќаат многу добро подготвени за да можат да учествуваат на локално ниво. Ма како кога не можат да бидат вклучени во тој? Сега, затоа викам дека можеби недоволната едуцираност како да ги вклучи и што тоа значи на локалната самоуправа. Например, ние добивме еднаш од еден градоначалник одговор дека што вие правите за младите луѓе,
Епа ние правиме улици за да младите луѓе одат по тие улици. Тоа беше неговиот одговор. Значи тука фали недостаток на негова свесност за младински политики, вклучување на млади и така натаму. Некои општини сметаат дека со самото тоа што ќе испланираат во нивниот буџет пари за поддршка на локалниот фудбалски клуб, е тоа доволно што го направиле за млади и за младинско учество. Прво би зел недостаток на едуцираност, како проблем би го поставил. Второ, недостаток на свесност за сите и недостаток на информираност кај младите луѓе, кои алатки се им стојат на располагање, како тие можат да предложат нешто до локалниот совет и како можат да извршат притисок, јавен притисок на советниците, да тоа нешто биде земено барем во разгледување во советот и понатаму биде прифатено, можеби и спроведено на дело. Значи, зборувам дека имаме недостаток и кај локалните авторитети и кај младите луѓе. Во Европа веќе се свесни дека многу мали средини, јас ќе го земам наше Крушево како пример, затоа што сите, почнувајќи од моја генерација па наваму, ретко кои млади луѓе ја гледаат својата иднина таму и многу луѓе мигриравме од таму, се иселивме. Сега, им се заканува на таквите млади места, на такви мали места им се заканува исчезнување. Европа направила цела стратегија која што се вика Europe Goes Local, како тие мали средини да ги направат атрактивни за жителите што се таму, како тие мали средини да ги слушнат потребите на локалните жители, не само на младите луѓе, туку на било кој од жителите и тие да бидат применети во практика. Што значи дека таму мојот глас или на младите гласот би бил слушнат повеќе и би биле превземени повеќе акции за да ги пресретнат потребите на граѓаните, отколку во некоја голема средина како Скопје, каде што ние не можеме доволно да бидеме гласни и да бидеме чуени од огромен систем, огромна јавна администрација. Значи тоа е мојата перспектива. Често сега ќе добиеме одговор од повозрасните, што им е па нова, младите само нешто бараат, ништо не придонесуваат, како да допринесат кога основниот чекор не можат да го направат. Еве, ќе земам моќта на технологијата, дигитализацијата, ние се уште користиме ПП образци, сме, нели, зборуваме 21 век. Да, многу често не само институциите, туку и големите компании каскаат во воведувањето на тие технологии. Меѓутоа, од друга страна, што можам јас да бидам, мислам, што мене ми прави задоволство кога ќе го видам како резултат од нашата работа, кога млади луѓе вклучени во наши активности, не само наши членови, значи вклучени во наши активности кои што дошле на настани или кои што сме ги испратиле некаде во странство да учествуваат на некои настани, ќе превземат некоја граѓанска иницијатива на локално ниво или едноставно ќе бидат гласни, ќе бидат активни, како што ви го кажав примерот со паркираното возило на некоја недозволена локација. Или кога ќе забележат злоупотреба на функција, злоупотреба на јавни овластувања и за тоа гласно ќе зборуваат. Значи нас ни требаат едуцирани граѓани, мотивирани да зборуваат гласно за аномалиите на системот, со цел да предизвикаат реакција кај тоа не може да го направи само една организација, не може да го направи, како што рече колешката, тоа е мултисекторски и мора да има паралелен пристап. Невладиниот сектор, можеби ќе се согласиме или не, не може невладиниот сектор да промени мислата на младиот човек кој што постојано гледа вести со содржина каде што имаш функционер кој што направил тежок криминал, не одговарал, не завршил
пред јавно обвинителство, не завршил пред суд. Имаме еден куп такви случаи и како сега ние постојано може да кажуваме, проблемот е можеби кај младите. Како тој млад може да се мотивира кога ќе види ни такви настани? Точно, тоа ги прави младите луѓе апатични, ги прави значи не е единствена мотивација економската ситуација за да мигрираат младите луѓе. Повеќе би рекол немањето на правда ги мотивира за да си одат. Баш тоа што го наведовте како пример, ги мотивира младите луѓе да ја напуштат. Затоа што дури да сакат да направат некаков чекор, Нина, да сакат и да пријават, тие ќе се соочат со проблем, затоа што во истиот момент на пријавување ќе биде информиран тој што ќе биде пријавен. Последиците ќе бидат повторно кон така. Знаете како мојот одговор на ова, или како млад човек, би внела маца попозитивна нота. Апсолутно, дури јас самата сум се сретнала или сум се нашла во ситуација каде што се велам готово до тука беше, не можам повеќе, тоа е тоа. Меѓутоа што за мене беше, да кажам, turning point или точка на превривање е тоа што би кажала позитивни примери и уште повеќе напори. Да не се, односно младите да се фокусираат на успешните примери, како што каже Методија, дека сепак такви постојат, затоа што не може од 100% сите 100% да се негативни. Да тргнам од најосновните работи при пријавувањето. Не може да земеме нели предвид 100 службеници, сите 100 службеници дека ќе имаат истата реакција. Така што мислам дека само треба уште повеќе напори да се прават и да се користат, како да кажам, партнерите или механизмите за поддршка. Што значи тоа? Например, Европската унија преку евроинтегративниот процес апсолутно предвидува не само механизми, туку и ресурси кои што се потребни за спроведување на реформите во нашата држава. И не треба да се веднаш да се откажуваме, да велиме системот ни е прекомплексен и пренегативен за да направиме било што или за да можеме да смениме било што, туку да тргнеме од другата страна и да речеме што можеме дел по дел, чекор по чекор, мерка по мерка, институција по институција, затоа што само така можеме да го започнеме процесот и некако да се придвижиме во попозитивна насока. И како што каже Методија, потребни ни се младите лидери, односно активните млади луѓе кои што имаат капацитети, кои што им се изградени на еден или друг начин, таквите млади лидери да ги туркаат овие процеси. Односно тие да ги користат и граѓанските организации како партнери, и европските институции, и дури оние национални институции кои што се подготвени да одат во истата насока. И чекор по чекор, нели секако со поддршката која што имаме да ги реализираме ваквите процеси. Апсолутно е многу комплицирана ситуацијата во моментот, затоа што, како што веќе кажавме милион пати, младите не веруваат и веќе губат и мотивација и желба да бидат вклучени. Меѓутоа, од друга страна, доколку го вклучиш младиот човек во процесот и тој го осеќа дека е негов, тој исто така ќе осеќа и дека има одговорност према процесот. И затоа таа одговорност треба да се искористи, затоа што младите се генерација која што за жал, мислам за среќа, не носат товар. Што значи дека се уште немаат некои елементи кои што хипотеки. Да, кои што ги одвраќаат, да кажам, по зрелите политичари за да ги започнуваат ваквите процеси. Да, тука би додал дека и тие политички елити кои што ја кочат државата, не само политички и бизнис елити, кои што представуваат пречка за интегративните процеси, значи нив не им одговара и тоа што ако ние се придвижиме кон интеграција во Унијата, тогаш ќе имаме и европско обвинителство, што се случи во Хрватска со министерот за здравство Вили Берош, кога го истражувало од европското обвинителство и ја откри корупцијата и без знаење на владата ја информираше полицијата и предизвика негово апсење. Да не заборавиме како се развиваше ситуацијата во Романија, кога од една високо корумпирана држава стигнаа до таа степен да сега извезуваат ноу-хау
практики како се борат со корупцијата и европската обвинителка моментално е од Романи. Така да борбата против корупцијата никогаш не престанува. И треба да бидеме свесни како граѓани дека тоа ќе трае и не дека европските држави, дали старите членки на Унијата или па новопримените членки на Унијата веќе ја решиле корупцијата. Корупцијата е болест што постои и ќе постои. Меѓутоа, ние како граѓани треба да бидеме подготвени да Октопот учествува. има испуштено своји пипци на секаде. Да, како што корумпираните политичари и службеници имаат испуштен октопот, така треба и граѓаните да делуваат како октопот и одсегде да ги ловат тие. Добро, поголема моќ имаат функционерите да се одбранат за разлика од некој обичен граѓанин кој што Не би рекол кога би се отворила тема во јавноста и кога би почнале сите да зборуваат и кој ќе се изврши притисок од јавноста, од медиумите, не би рекол дека така лесно може нешто да се забори. Доаѓаме до оние реформи, судство, обвинителство, тие се клучната алка за да можеме да покажеме дека да му покажеме на младиот човек дека направил тежок криминал, одговара, а не да почне постапка предистражна, истражна постапка и на крај да заврши тоа со евентуално куќен притвор. Да, јас се согласувам со вас. Еве, ние имаме во минативе неколку месеци, неколку афери, кои што повеќе не се спомнуваат. Бевме информирани дека 40 тони марихуана нелегално произведена. И се уште не знаеме како... Никој повеќе не зборува, ја нема во јавноста таа тема. Продолжуваме понатаму. Значи, така да неефикасноста, односно корумпираното обвинителство и корумпираното судство, сите нас не прави како граѓани апатични, меѓутоа ретко кој од нас се охрабрува тоа да го или да го зборува или па да превземе било каква активност. Ајде бе луѓе да извршиме притисок на доносителите на одлуки, на парламентот пред се и да донесат да превземат мерки, да превземат чекори како да го подобриме. Не знам колку странска помош се има слеано во реформи во судството и во обвинителството и се е полоша и полоша ситуација. Па и во образованието имаме многу повеќе пари, меѓутоа можеби тоа е еден од клучниот елемент зашто имаме таков резултат во правосудниот систем. Дефинитивно дека лошото образование понатаму ни дава лоша рефлексија во сите сфери на општеството. Ајде, кога веќе Нина начна да зборуваме за успешни примери, има еден куп успешни примери, ја лично ги познам. Меѓутоа, за мене ја би издвоила една, тоа е вашата конференција. Има долга традиција. Ајде, Нина или Методија се една. Зашто се работи? Јас би зборувал малку повеќе за историјата, како почнавме, а Нина би... Значи, во тоа време уште и јас бев млад. Конференцијата ја започнавме во 2003 година, веднаш после самитот на Европска Унија одржан во Солун во Република Грција, каде што се отвори јасна перспектива за земјите од југоисточна Европа, јасна европска перспектива, односно беше даден порака дека сите земји од југоисточна Европа ги очекуваат да бидат членки на Европска Унија. Во меѓувреме Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија веќе стана членки на Европска Унија. Сите ние се уште разговараме на истите тие теми. Јас како еден ветеран на таа конференција ја чувствувам таа апатија дека по не знам кој пат ги отвараме истите теми кои што уште се соочуваме во регионот со истите проблеми. Истото тоа представува проблем за младите луѓе во секојдневното живење, меѓутоа представува како што ја зборувавме до пред малку корупцијата, пречка за интеграцијата на нашето општество во Европската Унија. Целта на конференцијата е не да зборуваме за Европската Унија како политичка или економска заедница, туку целта на конференцијата е да зборуваме за вредностите врз кои што се базира идејата за европско обединување.
на тие 12 базични европски вредности околу кои се согласиле да ја формираат Европската унија. Знаете како методи имам чувство, бидејќи го знам, а голем дел од историјата. Да, сте биле вие ме неколку потсеќа пати, на Вудро Вилсон со тие 14 точки ако ви текнува пред Конгресот, нели формирањето на Лигата на народите. Така? Може би тој некој концепт е применет и кај вас, затоа што има сериозни соговорници кои што доаѓаат. Кога велам сериозни, не мислам само на председатели, имате вие и председатели на други држави. Да. И сериозни млади активисти кои што доаѓаат на таа конференција. Зашто треба да дојдат следните генерации кај вас? Доаѓале сериозни активисти кои што понатаму станале носители на одлуки во нивните општества, од каде што доаѓаат, станале видни новинари, станале борци против корупцијата и така натаму, и кои што после тоа еднаш доаѓаат како учесници, па после тоа доаѓаат како представници на некое движење, на вршител на некоја функција или тоа што гордост е да се каже. Гордост трае 25 години и тие се 24-та ќе биде оваа година и гордост е да се каже дека тоа функционира така. Се обидуваме да го одржиме како проект, се е потешко и потешко, нели, со повлекувањето со организирањето на странската помош, повлекувањето на американските донатори од регионот, се соочуваме како сектор со недостаток на финансии, како организации се трудиме да преживееме, меѓутоа кај нас тоа е, ние би го рекле, еден најпредставителен настан, најпредставителен проект и му даваме секогаш приоритет и се обидуваме да го одржиме во живот. За оваа година, за минатата година што се случуваше, би сакал колешката повеќе да... Да, исто би сакала само да се надоврзам дека конференцијата е навистина еден многу значаен настан за целиот регион, не само за нашата држава. Зошто? Затоа што секоја година вклучува помеѓу 60 до 100-120 млади лидери од 16 држави од југоисточна Европа и плюс Германија, Франција, Полска и слично. Она што е клучно дека конференцијата има изградена алумни мрежа од повеќе од 10.000 активни млади лидери и суштината е дека ние како организација во сршта на нашата организација регионалната соработка, помирувањето и евроинтеграцијата на нашиот регион и затоа сметаме дека токму преку ваквото организирање на младите луѓе и нудењето на една платформа за вмрежување и соработка може младите заедно да работат на механизми кои што понатаму нели би биле додадена вредност на самиот процес. Како што кажавме, на секоја година младите излегуваат со најразлични продукти од конференцијата, односно подготвуваме декларации, акциски планови и слично документи за застапување кои што содржат препораки за политики. Например, мислам дека во 2019 или 2018 таквиот документ беше презентиран во нашето собрание. Понатаму следната година беше презентиран пред председателот на нашата држава, така што апсолутно е еден функционален механизам кој што и така младите лидери кои што сакаат да земат учество треба да го искористат. Имаме датум кога може да се почне со аплицирање. Зборуваме за тие кои што се ќе бидат заинтересирани, стварно е убава можност да се земе учество, особено на млад човек да присуствува на таква конференција. Да, во средината на јуни ќе биде отворен повик за учество за сите кои што се заинтересирани, нели, да поднесат пријава за поддржано финансиски учество на конференцијата. А конференцијата се одржува последниот викенд од септември, веќе минативе 23 години. Јас само да кажам дека за тие кои што ќе се заинтересираат, има еден дел мотивационо писмо и бара сериозно да се вложи вложување во тоа мотивацион. Мислам дека тоа би е предуслов за селекцијата. Да, и еден краток есеј да напише. Да, краток есеј бара навистина многу вложување во него, за да може да ви убеди. Благодарам. Сигурен сум дека постои уште многу нешто што не сме прашали, но ќе оставиме за некој нареден пат да поразговараме. Ви благодарам за соработката, ви благодарам што не посетивте и ние си имаме постојана комуникација, се надевам дека ќе продолжи сигурно и понатаму. Ти благодарам и на тебе.
Ево, ова нека биде, можеби може така нешто да... Не, само би сакала да се заблагодарам што навистина сте еден од поретките медиуми кои што вистински даваат и го пренесуваат гласот на младите, така што благодарам секогаш на соработката. Благодарам и на вас. Нека биде тоа и на прашање за понатаму да можеме да го разговараме, зашто и младите па ги нема се почесто, не се толку доминантни како политичарите во јавниот простор. На младите веројатно им треба многу повеќе простор, им треба многу повеќе реален буџет, да се почувствуваат независни и моćни во донесувањето на одлуките, а не само да бидат декор за една фотографија која што ќе се прикаже како младинско учество. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на телевизија 24.